Ангеловски, колку овие мали фармери, производители на традиционална храна и пијалаци се важни за развојот на локалната економија? Мислам дека во моментов се случува еден светски процес на светска инфлација, која е предизвикана од два главни фактори. Една е енергијата, втората е храната. Мислам дека таа неприлика треба да се свати како една голема шанса во правец на производство на храна, зголемување на количините на храна кои може да се произведат и секој од нас мора многу сериозно да се свати работата, па и најмалите фармери да произведуваат поголеми количини на храна и да ги истакнат спецификите на македонската храна, патувајќи многу често во странство. Меѓу првите прашања секогаш е која е спецификата на македонската храна. А мислам дека овде на мала површина може да се види дека Македонија навистина располага со огромен број на специфичности, храни, типови на храни кои во други региони од Европа не се познати и мислам дека е ова нашата извозна шанса. Треба да ги донесеме европските конзументи во Македонија да вкусат, да ги анимираме и се разбира да ја извезуваме оваа храна низ Европа. Кога сме кај храната, дали сметате дека треба една дополнителна едукација за овие фармери за да бидат поефективни во сето она што го произведуваат? Мислам дека овие луѓе одлично ја работат работата до одредено ниво, а тоа е производството. Фали секако маркетингот, презентацијата. Еве, ние имавме една успешна презентација со нашата стопанска комора, 15 компании, еден дел ги гледам и овде, винари, производители на маџун, здрава храна, на сајмот во Биелина се представија, има одличен настап, еден добар дел од нив прв пат отидоа на тој сајм, еден дел од нив веќе склучија одредени договори со одредени дистрибутери во Босна и Херцеговина.